Меѓу советничките прашања поставени на последната седница на Советот на општина Кочани се најде и прашањето за промената на генералниот и деталните урбанистички планови во руралните средини, каде што постои интерес од страна на инвеститорите за градба на објекти. Стана збор и за расчистувањето на локалните патни правци со механизација. Во оваа насока, советникот од Оризари Лазо Митев со прашања. Дали во 2015 година се планира промени во генералниот урбанистички план на град Кочани и промени во делот на деталните урбанистички планови. Знаеме дека ние донесовме тука дел за некои урбанистички планови во селата Прибачево, меѓутоа ме интересира и за другите. Дали има можност, бидејќи знаете дека доаѓа зимски период, пред се во селските средини од средствата кои што се наменени за обнова и реконструкција на патишта, на некој начин да се обезбеди барем со градежна механизација еден вид подрамнување. За новите законски можности во делот на деталните урбанистички планови, посебно во руралните средини, и можноста за расчистување на патните правци во руралните средини пред зимата, градоначалникот Ратко Димитровски со одговор. Одлука на владата сите урбанистички планови, односно сите дупови детални урбанистички планови на селата се укинати и е потребно да се обезбедат урбанистички план за село и таа процедура ние отпочнуваме заради тоа што ќе отпочнеме веќе во програмата за 2015 преку Агенцијата за поддршка на руралниот развој. А за сега ќе почнеме е почната веќе процедурата за обезбедување на општи акти за село, кои што се пред овие урбанистички планови за село, за да овозможиме на сите оние кои што сакат да градат, да можат да имаат можности да градат, да не ги чекаат овие, бидејќи задржат повеќе ти урбанистички план за село и тука се повеќе села во прашање. Исто така, ние интервенираме и како Совет, тоа го знаете, можеме да направиме локална урбанистичка планска документација за една парцела, така да во колку има интересенти и на вас како советници, а и на другите кои што се заинтересирани, им порачувам да дојдат, се интересираат, бидејќи сепак оној кој што сака да гради може преку локална урбанистичка планска документација да се изработи документација која што ќе биде прифатена. Можност да се обезбеди порамнување на теренот со грейдер и ова е мощно солидно прашање и еве од овде порачувам. Ние тоа постојано го вршиме, иако е тендерот истечен за 2014, меѓутоа можеме да го направиме, да интервенираме било со механизација која што е на комуналното предпријатие Водовод или со грейдер од некој друго место. Апел и до вас и до претседателите на местните заедници, нека дојдат, нека се пријават кај нас за да видиме